Здраво, драги дечиња, мои мили другарчиња. Јас сум вашиот воспитувач Верче Мијалова од детската градинка Ацо Караманов од Радовиш. Денес сакам да ве запознавам и да ви прочитам една многу убава приказна која се надевам ќе ви се допадне. И ви бидам многу благодарна доколку сето тоа е така. Но исто така ќе ви бидам се уште поблагодарна за вниманието кое ќе го одвоите. Но пред да ја прочитам приказната, драги мои, сакам да ве прашам, дали нашите мозочиња спремни за учење? Доколку сакаме да се фокусираме на она што ќе го слушаме, ајде сите заедно да се подготвиме за учење. Се заедно да го смириме и да го подготвиме нашето мозоче. Ајде, драги другарчиња, да се смириме со нашите рачиња, да ги допреме нашите главчиња, да размислиме со нашите мозочиња, да ги погалиме нашите обравчиња, да помирисаме со нашите носчиња, да вкусиме со нашата устичка, да сакаме со нашите срценца, силно и цврсто да се прегрнуваме со нашите рачинца. Драги мои, ајде со некој од вашиот дом истото тоа да го направите. Да го прегрните и силно да му кажете колку го сакате. Ви благодарам, се надевам дека тоа го направивте, дека токму секој ден баш тоа го правите. А сега нашето мозоче е подготвено за учење, па да слушнеме што ќе ни кажи денешната приказна. Денешната приказна се вика Трите пеперутки. Пролетта само што пристигна. Се беше зелено на ливадата. Одненадеж едно облаче го скри сонцето и почна да врни пролетен дожд. Трите пеперутки, белата, црвената и жолтата, ги фати силен дожд на ливадата. Тие брзо одлетаа на крупните цветови на лалето во градината. Бело лаленце, отворени ги листовите да се скриеме од дождот, извика белата пеперутка. Белата пеперутка можам да ја примам, но црвената и жолтата не можам, одговори лалето. Не, само ако ги примиш и моите сестрички, му одговори белата пеперутка. Заблагодарувајќи се, и сепак сите три заедно повторно летнаа. Дождот се посилно врнеше. Пеперутките го забележаа црвеното лале. Веднаш одлетаа на кај него и љубезно го замолија. Добро, лале, дозволи ни да се засолниме во твојата куќарка. Дождот не истопи. Нека влези само црвената. За белата и жолтата нема место. Не, само ако ги примиш и моите сестри. И благодарам на гостопримството. Повторно сите три одлета ливадата. Одеднаш го догледаа жолтото лале и се упатија на кај него. Добро, лале, дозволи ни да се засолниме во твојата кукичка. Дождот не истопи. Можеш да влезеш само ти. За твоите сестри нема место, одговори жолтото лале. Ако не примиш сите три, не ми е потребна твојата заштита. Јас никогаш нема да ги оставам моите сестри, извика пеперутката и сите повторно заедно одлетаа. Дождот си врнеше, но одеднаш се случи чудо. Се појави големото жолто сонце. Сонцето силно огреа и им ги исуши крилцата на пеперутките. Тие срекни повторно одлетаа на ливадата. Игра, се дружеа, летаа и си се восхитуваа.
Кога топлото сонце зајде, тие се вратија дома, изморени и спокојни, сладко и заспаа. Што свативме од оваа приказна, дечиња? Оваа приказна ни се крие многу убава порака. А која е пораката, дечиња? Дека нашите братчиња и сестричиња треба да ги чуваме и почитуваме и секогаш заштитуваме. Треба да ги сакаме, секогаш да бидеме со нив и до нив, како и тие. Сега е време за игра. Нешто интересно. Ви предлагам да направиме трите пеперутки, односно црвената, жолтата и белата. За ова ви се потребни следниве материјали: бел лист, жол лист, црвен лист, ролни од тоалет, очиња, пипалки на пеперутката, лепак, ножички. Постапката е многу едноставна. Верувам дека сите ќе ја направите и ќе успеете во тоа. Доколку не можете сами, повикајте ги вашите братчиња и сестричиња. Откако ќе ги сработите, откако ќе ги ставите сите работи на соодветното место, како на сликата, ќе добиете вакви прекрасни пеперутки. Црвената, жолтата и белата. Но и ќе си ја прераскажете приказната, дечиња. И всушност, на вашите братчиња и сестричиња ќе им споделите што сте научиле, што сте разбрале од истата. Но, доколку немате ваков материјал, погледнете оваа слика. Ова се две сестрички кои заедно, со помош на својата мајка и креативната игра со тесто, успеаа да направат пеперутки и цветови. Најпрво го замесија тестото, па потоа го избоја со сите боички, шарени и добија вакви прекрасни цртежи. Можете да ги погледнете на видеото. Но, бидејќи внимателно ја слушаа приказната, сватија дека всушност сакаат да бидат пеперутки. И затоа, драги мои, ви давам една многу брза и лесна игра, односно задача. Замолувам сите заедно во вашиот дом со своите братчиња или сестричиња или било кој член од семејството да летате како пеперутки. Токму вака. Верувајте, забавата ви е загарантирана. Дружењето и смејата во секој момент ќе го достигнете. И за крај, драги дечиња, ви благодарам за вашето внимание. Довидување, дечиња!